Покачувањето на минималецот уште повеќе ќе ја подгре инфлацијата, а може да ја зголеми и невработеноста. Најниските примања се пумпаат вештачки, а на крајот ниту работниците, ниту работодавачите ќе немаат ќар. Ова е ставот на дел од бизнис заедницата, откако беше одлучено минималната плата да порасне од 18.000 на 20.175 денари. Секое вештачко зголемување на платите значи вештачко зголемување на потрошувачката иницијатива, така ќе го наречам тоа. Од друга страна, инфлацијата, која кај нас се уште е двоцифрена, влијае на нивото на платата и влијае на нивото на потрошувачката моќ кај граѓаните и кај луѓето кои земаат плата нормално. Покачувањето ќе ја намали продуктивноста на работниците, зашто ќе предизвика и урамноловка и ќе ги демотивира поквалификуваните работници чии плати ќе се приближат до нениската сметаат работодавачите. Она што загрижува е дека овој начин, овој системското зголемување на минималната плата не е во корелација и не е паралелна со зголемување на бруто домашниот производ, ниту пак обратно пропорционална е на инфлацијата, ниту пак ја потикнува продуктивноста кај работниците, а уште помалце го зголемува нивото на задоволство и на стандардот кај вработените и кај граѓаните. Минималната плата расте речиси секоја година, но инфлацијата постојано ја јаде. Во 2021-та, кога била 15.194 денари, покривала 42,9% од синдикалната минимална кошница. Во 2022-та, 18.000 денари покривале 40,4%, а сега со најновото покачување на 20.175 денари, ќе покрива само 39,6% од основните потреби на едно семејство. Ова буквално значи дека работникот кој примил минималец сепак ќе биде посиромашен од лани и полани.